بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost nam mu pripada samo na Allah Đelešanu zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavat od selam od miru i spason neka bidan na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnji od dana. Se nalažemo u momenti pred zaminuvanje na mesec Ramazan. Posljednji momenti od ovaj mesec Mubarak. Jedna nasiha pred ovaj sam kraj. Tije što bile, što pravile dobro i badet vo početok na ovaj mesec. Neka ne malak se sega ovaj kraj, neka продолжите. Tije što skratili, što ne bile, mnogo trud, što ne vložili vo početok, neka ne se ožaloste. Имат време уште. Вредно и во овој момент да се вложи многу труд во овој месец. До последното време, до последниот момент, треба да се дава труд. Значи така да продолжиме и во овие последни моменти, во овие мигови, со многу ибадет, како да кажам, со многу опрос, со многу барање да ни се прави како тоа што сме го правеле. Опрос за наши гревови, за наши џунари. Да не заборавиме овие последни моменти на овој месец Рамазан, во кој месец, во кој последни моменти Аллах Đelešanu секој ден ослободи од џехенемска ватра. Секој ден ослободи луѓе што се за џехенем. И кога ги ослободи Аллах на ними, никогаш више тие нема да влезат во џехенем. Иншаллах да видиме и ние од тие. Продолжуваме со ланецот на предавања Касасул Ембија, биографија на пегамберите, нивни живот. Продолжуваме денеска со третиот наш татко е. Кажавме прво Адем алейхиселам, Ебул Бешер, татко на човечанство. Нух алейхиселам, после киамет само негова лоза во дујна остане да Аллах Đelešanu, но негово потомство. Само негови луѓе, негова лоза. Ибрахим алейхиселам е наречен Ебул Ембија, татко на пегамберите. Ебул Ембија, татко на пегамберите. Зошто? Ова е почест кој Аллах Đelešanu му го даде нему, на Ибрахим алейхиселам. Сите пегамбери што дојдаа после Ибрахим алейхиселам се од негова лоза. Од Исхак и од Исмаил. Од негова лоза, све пегамбери што дојдве после него се од негова лоза. Ибрахим алейхиселам е роден во Ирак. Има многу зборувања, можете да најдете во некоја книга, Си овие нешта, што се трудам да видам, што имат иџма на улема, или поголемиот дел на улема, што се согласни за некои од овие меселини, пошто има многу хилаф, многу делени имат во овие некои меселини, има многу исраилјати, како кажавме на почеток. Роден во Ирак, во Бабил, во Бабилонија. Во ова место живеа луѓе, едно племе, Келданиин. Келданиин се вика овие обожава екипове. Овие луѓе обожава екипове. Татко од Ибрахим алейхиселам Азар. Аллах Đelešanu кажува во Куран дека негов татко се викаше Азар. И кога Ибрахим го повика во дава, кога му правеше дава, и Аллах Đelešanu на негов татко Азар. Азар. Има други имиња Кенесара. И тие исраилјати што се дојдени за татко на Ибрахим алейхиселам. Али ние го земаме ова што дошло во Куран. Татко Азар на Ибрахим алейхиселам, Ибрахим алейхиселам имаше уште двајца браќа. Беше Ибрахим алейхиселам, Ибрахим, Нахур и Харан. Ова е Харан последниот,
e tatku od Lut alayhi salam. Yani Lut alayhi salam беше внук на Ибрахим alayhi salam od brat. Od Haran. Haran беше брат на Ибрахим alayhi salam, негово дете od Haran, Lut alayhi salam, покасно ќе биде пегамбер. Внук od Ибрахим alayhi salam. Овдека е уште едно меселе кое треба да се реши. Сара, жена на пегамбер alayhi salam, на Ибрахим alayhi salam. Сара. Овие јахуд велат дека ова била черка од Харан, од брат од Ибрахим alayhi salam. Памтите добро. Ова Азер имаше брат што се викаше Харан. Ова Сара е од негова черка, од Аджо на Ибрахим alayhi salam. Јахуд велат дека ова од черка од негов брат, али? Тамам е дека ова била черка од негов Аджо, исто тој имал име Харан. Се вика. Ибрахим alayhi salam дојде во ова, во вакво место. Ојде обожава екипови, Сирија. Аллах Желешану му даде голем почаст, голем степен на Ибрахим alayhi salam. Ќе видиме зошто од негова историја, негова биографија. Инни джаилуке линнаси имамен. Велика Аллах Желешану, и ние ќе те направиме тебе да видиш имам на луѓето, водаш на луѓето. Односно, по кого тие ќе се ојдисат, од кого тие треба урник да земат за живот. Ибрахим alayhi salam. За сите инсан во дујна, најдобар пример е да Аллах ти ќе бидеш имам за нив. И Аллах Желешану на пегамбер alayhi salam не му кажа да го следи, да зема турник од ние да пегамбер, освен од Ибрахим alayhi salam. И вели Аллах Желешану: "Thumma uhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikin." И ние ти вдахнавме на тебе следи ја верата Ибрахимова која беше чиста вера. И Ибрахим не беше од мушрици. Ваков степен имаше Ибрахим alayhi salam. Дојде еден човек, ова хадис во Муслим. Дојде еден човек кај пегамбер alayhi salam. Му рече: "Ја хајр ал-барија." Од ти најдобар створ, од ти најдобар махлук, од ти најдобар човек на пегамбер alayhi salam. Рече: "Дак Ибрахим alayhi salam." Тој што велиш најдобар човек, најдобар створ е Ибрахим alayhi salam. Ова е хадис во Муслим. Имат голема полемика на улема зашто го кажа ова пегамбер alayhi salam. Пегамбер alayhi salam кажа дека ана саидул Адем. Јас сум најпочестениот од Адем alayhi salam, од синовите на Адем alayhi salam. Најпочестениот човек е. Дека дали го кажал пред ова или по ова. Има многу улема што веле дека го кажал ова од респект спрема Ибрахим alayhi salam. Од степено што го имал Ибрахим alayhi salam. Најдобро створење пегамбер alayhi salam. Улема согласна. После Ибрахим alayhi salam. Спрема и степено што го добил Ибрахим alayhi salam, пегамбер alayhi salam вели дека Ибрахим alayhi salam го сретна во седмо небо, во сема, во небо, во седмо. Инде сидратил мунтаха, инде бейтул маъмур. Во таа Каба што е во сема, го сретна и на Ибрахим alayhi salam. Пегамбер alayhi salam кога дојде од Исра и Мираџ, хадис, му кажуваше на сахаби како личеа енбија. Рече Муса alayhi salam личи на филан и филан. Иса alayhi salam личи на филан и на филан. Најблизо физиономија до Иса alayhi salam на тој. До Муса, а рече Ибрахим alayhi salam, ана. Јас сум рече најблиско во физиономија до Ибрахим alayhi salam. Најблиско личам ја до Ибрахим alayhi salam. Пегамбер alayhi salam најблиско личеше до Ибрахим alayhi salam. Ибрахим alayhi salam има некои аулавијати, нешто што направил прв во дуња. Ибрахим alayhi salam, вели пегамбер alayhi salam во хадис, Ибрахим alayhi salam awwal man ихтатана. Прв човек што направи сунет, обрезивање во дуња. Вели пегамбер alayhi salam на 80 годишна возраст го направил тоа нешто. Awwal man ихтатана. Прво, второ, прв човек што направи икрам на гости, Ибрахим alayhi salam. Во хадис зашто пегамбер alayhi salam вели, прв човек што направи икрам на гости, Ибрахим alayhi salam. Се вели куќа на Ибрахим alayhi salam 4 врати, каде живеел, во кое место одел, ќе гледаме многу патово. Секогаш за да влегуваат гости во негова куќа, од сите врати отворена врата. Се вели дека никогаш не јадел сам во негов живот, сам. Секогаш барал некој да јаде со него. Прв кој ги скратил бркови Ибрахим alayhi salam.
Прв кој скратил бркови, Ибрахим алейхиссалам. Прв кој побеле, глава, брада, побеле во дуња, Ибрахим алейхиссалам. И се вели во хадис, кале Рабби ма хада, кога побеле негова брада, негова коса, че Аллах што е ова? Не знае за да побели човек. Шейба. Рече хада, вели Аллах джелешану, хада вакар. Ова е вели озбилност, достоинство, чест, почест. Човек кога ова вели. Како после дошло во други хадис на пегамбер алейхиссалам, немој да ги купите белите влакна, тие се светло за верниците во суден ден. И рекол Ибрахим алейхиссалам, Аллахуме зидни вакран. Ја Аллах зголеми ми моја ова белост. Направи уште повеќе да побелам. Ака поради ова нешто, ова вредно што има ова нешто. Татко на Ибрахим алейхиссалам, Азера, беше од тие што правеа кипови. Обожаваше кипови и ги правеше со негова рака. Од камен и од дрво. Негов татко. Во вакво место, ке ваков татко беше пуштен Ибрахим алейхиссалам. Има многу израиляти за негова младост, али не точно ништо вака, нешто јако, вака, појако. И затоа преминуваме наеднош, кога Аллах джелешану му даде посланство на Ибрахим алейхиссалам, кога го избра да биде пегамбер Ибрахим алейхиссалам. Како сите пегамбери, така Ибрахим алейхиссалам беше заштитен од Аллах джелешану да обожават кипови. Ибрахим алейхиссалам како пегамбер алейхиссалам во Мека, што знаеме негова историја, сите ги обожаваат тие кипови, пегамбер алейхиссалам не беше пегамбер, немаше посланство, не ги сакаше. Не сакаше да обожава овие кипови. Знаеше дека ова далалет, ова заблуда, и Ибрахим алейхиссалам знаеше дека ова далалет, дека ова заблуда. Не ги обожаваше овие кипови како дете. И кога Ибрахим алейхиссалам доби посланство, кога Аллах джелешану го избра да биде тој пегамбер, прв човек што го повика беше негов татко. Прв. И се вели Ибрахим алейхиссалам прв кој направи даве на негов татко. Ибрахим алейхиссалам многу места во Куран, кога му се обратваше на негов татко, му велеше ја абети, о мој татко. А тој ги браваше тие кипови. Тие кипови ги обожаваше тие кипови. Му велеше Ибрахим алейхиссалам со аргументи, зарем ги обожавате овие што не зборувате. Не може сами да си донесет корист, а и не може штета на ниме ако му се најде да ја одвратите. И на вас не може да ви донесе корист, не може да ви направи штета. Долг период го повикуваше само негов татко. Еден ден негов татко рече, ако не престанеш, и ако не се вратиш во обожавање на овие кипови, рече, ја тебе ќе ти нанесам големо зло, ќе те каменувам со камен. Ибрахим алейхиссалам, ова за него, вели улема кога му го рече ова негов татко, Ибрахим алейхиссалам вели гледаше во негов татко уште некои знаци дека мој да прими даве. Иако покрај ваква жештина на зборови, ќе те каменувам ако не се вратиш во обожавање на овие кипови. Виде некој знак дека мој да се врати. И рече селам. Му рече на негов татко, селам. Не селам, селаму алейкум. Селам поздрав да се оддалечам. Селам. Рече, че правам дуа ке Аллах джелешану да ти опрости и да те прави хидајет. Те барам од Аллах джелешану да ти опрости и да те прави хидајет. Вели улема додека гледаше иште знаци дека мој да има даве. И додека не дојде од Аллах джелешану дека ова е кофар, дека ова е дин душман. Дека ова е го војуван на Аллах, дека ова е војуван на ова вера. Немаше иште објавено. После ова, Ибрахим алейхиссалам почна да прави даве јавно, да го повикне негов народ, да се оддалече од ова обожавање на кипови. Почна јавно. Најголемиот аргумент кој го има е тие против Ибрахим алейхиссалам, не аргумент, некој доказ што има е веле ние ги најдовме нашите предци како ги обожаваат овие. Како да ги оставиме? Значи немојме да ги оставиме на овие.
И не идовме нашите предци. Како денеска се аргументира много. Ние ги не идовме нашите предци. Ние вака го најдовме ова вера. Ние вака и вака ќе продолжите ова вера. Иако далалете, иако теа заблуда, така ќе продолжиш. И сите вака му се аргументира е голем дел од тие народи на тие ембија, дека ние ги не идовме вака нашите предци, овие екипови каде ги обожаваат. Ибрахим алейхи селам во себе, Аллах Желешану кажува дека рече вие кога ќе се свртите од ними, ќе видите што ќе му направам на ними. Не му го кажа јавно, но рече кога ќе се свртите вие, ќе гледате што ќе му направам. Бидна празник, има е празник во едно време, во овој град. Кога цел народ излегуваше во една пољана и седее во тоа место, празнуваа. Негова фамилија, негов татко и други го повикаја на Ибрахим алейхиселам да оди во тоа место. Рече Ибрахим алейхиселам, ене мерид, јас сум болен, рече. Велите улема, едно од тие три лаги кои ги направи Ибрахим алейхиселам, ова беше прва. Тој не беше болен, али велите улема, ова го изметка со тоа што го имаше внатре. Рече, вели, тој мислеше во себе, јас сум болен од ова што го гледам вас. Не можам да вервам на очи што правите. Кога се оддалечи сите, отиде во Маъбад, во местото каде беа тие екипови. Аллах Желешану го опиши тоа случка во Коран. Влезе во тие места. И виде како овај ден му има однесено тие јадење многу на овие екипови. Построени грмада екипови. Му однесено јадење. Велите Аллах Желешану. Кале, ела такулун, му рече на екипови. Ибрахим алейхиселам, зарем нема да јадете? Нема да јадете од овој јадење што ви го давате? Малекум ла тантикум, што вие на вас не зборувате? Велите Аллах Желешану и ги зеде. Дошто? Дека нешто вид на казма е, како казма, како копачка. Зели велите Аллах Желешану и замава со неговата десница, со неговата десна рака. Почна ги искрши сите парче, сите овие екипови партал ги направи. Го остави најголемиот и е кладен, ајде, таа казма во рацете на тој голем кип. Кога се вратија овие од овој празник, видова вели како се искршени нивни кипови. Кој го направи ова? Аллах Желешану го опиши целата таа случка во Коран. Кој го направи ова? И некој рече Семијана анфета Ибрахим, калу леху Ибрахим. Слушнавме за едно дете кое се викат Ибрахим, дека тоа зборува лошо за наши кипови. Ова зборува лошо за наши кипови. Го викна на Ибрахим алейхиселам. Во овој Маъбад, во ова место каде беа овие кипови. Ибрахим алейхиселам и негов народ, негов татко, сите. Му рекоа, дали го направи ти ова? Ибрахим алейхиселам рече, не, тоа го направи овој големиот. Овој кипов голем, не гледате секирата ке него. Не тој казмата. Велите, ја Ибрахим алейхиселам вели, прашајте ги на ниве. Ти му рекоа, ја Ибрахим, ти знаеш дека тие не зборуваат. Сега шанса е. Рече, обожавате некои што не зборуваат, што не јај, што не пијат, што немој да си штетит и да си користи само на себе си, што немој да се одбраните од нешто. Го обожавате ова нешто, Нажалост, иште денеска вакви луѓе во тујна постојат. Нажалост. Обожаваат вакви нешта. Нешто што не збори, што немој да донеси штета, што немој да донеси корист, што немој само да врати штета на себе. И велит ги наведна, Аллах Желешану ги опиши ги наведна ја главите. Готово. Пропадна нивното обожавање. Доказ дека ова патим. Рекоа, соберите оган да го запалиме на Ибрахим. Ибрахим алейхиселам во овај момент направи тебрија, бара, се оддалечи. Вели Аллах Желешану, قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Вие имате најдобар пример веќе Аллах Желешану во Ибрахим алейхи селам и тие што беа со него кога му рече на негов народ. Инна бураа, кога му рекоа на негов народ, инна бураа минкум ва мимма та'будуна мин дунилlah. Ние се оддалечиме од ова што го обожавате мимо Аллах Желешану и од вас. Ва бада бейнена ва бейнекум ал-адавату вал багдау абадан. И почна непријателство помеѓу нас и вас за секогаш се додека не го обожавате на Аллах Желешану. Тие му рекоа дека ќе те избориме, а тој му го кажа овие зборови. Велите улема собраа дрва од цело тоа место што имаше. И од други места береа дрва. Запалија толку голем оган. Кога некој, велите, дошло во Тефсир, кога некој правеше некој ветување, ако ми се исполни тоа, ќе направам ова, сите јани ветува, ако ми се направи тоа, ќе донесам толку дрва за обнов да се запали Ибрахим. Се собра многу дрва, се запали овој оган. Велите улема толку голем, кога поминува птици над него се пече од топлината од овој оган. Не може да се доближи да го фрле на Ибрахим алейхиссалам. Во еден ривајат се вели дека шејтан дојде во помош. Ги научи да направат катапулт. Се вели дека човекот кој го направи катапултот се викат Хузейн Курди. Курда од Ирак. Хузейн го направи овој катапулт. Се вели дека Аллах Желешану го втона во земја на овој човек. Го зеде, земјата го зеде на овој човек. И до суден ден се креват и се спуштат во земја овој човек. И ќе се спуштат до суден ден. Кога дојде овој момент, го ставија на Ибрахим алейхиссалам овој катапулт, врзан во негови раце и во негови нозе. И го фрлија во оган. Кога почна да летат, тоа што сме слушали кога доаѓал Џибрил алейхиссалам мелекул меут, тоа слава. Да го прашуваат за помош. Аслот е, кога го фрлиле во оган, рекол Ибрахим алейхиссалам, хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Доволен ми Аллах Желешану како наслонуваш. На него се наслонува. Рекол Ибн Аббас, Бухари го пренеси тоа, овој збор, хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Го рекол Ибрахим алейхиссалам кога бил фрлен во оган и го рекол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Кога се собрале тие племиња после битка на Ухуд, кога сакале да влезат во Медина. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Кога му рекоа луѓето на ними се собраа многу луѓе против вас, плашете се од ними. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. И на ними му се зголеми иманот. И рекоа Аллах Желешану ни е доволен помагач на нас. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء. И тие се вратија со благодети од Аллах Желешану. Пегамбери сами сахаби, не бидна војна, ништо не бидна. И на ними не ги чепна никакво зло, не ги чепна никаква несреќа, ништо не ги чепна на пегамбери сами на сахаби. Така се вели дека Ибрахим алейхиссалам кога го фрлиле во оган, ги рекол овие зборови, Аллах Желешану му наредил на оган: "Кул ја нару куни бардан ва саламан ала Ибрахим." О оган, веќе Аллах Желешану и рековме, о оган биди ладен и спасоносен за Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам падна во оган, цело тоа царство гледаше како Ибрахим алейхиссалам не го гори тоа. Сите гледаа како оган не му штети иш на Ибрахим алейхиссалам. Се вели дека тие врвки кои бил врзан, тие јажиња изгореле, а едно влакно од негова кожа не изгорело. Кога го прашале кој најдобар период од животот, рекол теа време што остана во оган. Некои ривајати, некои израилјати вели 40 дена дека се во оган. Сите животни во ова време немало верници во дуња. Ибрахим алейхиссалам, негова жена Сара и Лут алейхиссалам покаснане. Сите животни дошле во припомош да го гасне тоа. Така дошло во Тефсир. Сите животни, освен гуштерот. Гуштерот дошол и дуел на огнот да се пали повеќе. Пегамбер алейхиссалам рекол:
Убивајте ги каде ќе ги најдете уштерите. Тие кои го пале огнот на вашиот татко Ибрахим алейхиселам. Кога зборувавме во почеток за Адем алейхиселам, кога влезе шејтан во џеннет преку таа змија. Има хадис на пегамбер алейхиселам, не го кажавме тој ден. Пегамбер алейхиселам рекол каде ќе најдете змија, убивајте. Нашата војна не престана со ними. Нема примирје помеѓу нас и ними. Велите улема, ова од таму ще почнува таа војна. Кога ова змија го внеси на шејтан во џеннет. Затоа го јаче тоа Исраилат улема поради себеб на овој хадис. Пегамбер алейхиселам види, овие животни биле против овој дин, биле против верници. Види, велит каде најдете ги убивајте ги. Ајша радијаллаху анха држала едно копје во незина куќа. Дошла една жена, прашала што ова копје, рекла со ова ги убивам тие гуштери. Што го палеле огнот на нашиот татко Ибрахим алейхиселам. Денеска тој един душман, тој го гледаш, со него малето смееме, уживат со него. Пиет кафе, сладка, тулумба, јајте. Овој един душман. Овој ти го мрази брат, ти го мрзи на твојов брат. Не поради негова физиономија, не поради негова облека. Го мрази на него поради негово верување. И ти повторно пријателува со него како тој најдобар твој пријател. Ова грешка е. Ти чекаш тој да ти направи тебе некој зулум, тој да ти направи тебе нешто приватно, да ти нанесе некоја штетува да го мрзиш, него. Ова грешка мрзење. Нема вакво мрзење. Се мрзи само поради Аллах и се сака само поради Аллах. Ако човек ти направи, еден верник ако ти направи зулум, халас ќе бараш оправдање за него, ќе бараш тој зулум да се поправи, тој ти е пак твој брат, верник. Ама ти денеска не сакаш тој да ти направи приватно нешто, а овој на динот го мрзи. Ти се би да го мрзиш, зашто овој го мрзи на динот. Пегамбер сам види наредове да се убиве. И помогвеше таму, дујаше во огнот, за да се изгори Ибрахим алейхиселам, да се изгори таухид, да се изгори денеска Куран и Сунна. Да ги нема тој. Луѓе што ги помогват, ти ги помогвиш ними. Какво верување имаше? Аллаху мустаан. Се вели, после ова, Ибрахим алейхиселам сакаше да излезе од Ирак, од Бабел. Се спрема да излезе. Зеде со него негова жена Сара. Седе со него тргна и излезе Лут, алейхиселам покасно. Овие тројца. Во дуња само овие тројца верници. Во цела дуња само овие тројца верници. Други верник немаше во дуња. Излезе. Пред да излезе од град, се направи таа стредба со Немруд. Крал во дуња Немруд. Во други риваји Немруд. Овој крал е еден од 4 кралеви во дуња кој Аллах џелешану му е даде во власништво цела дуња. Се вели двајца куфар и двајца верници кои владее со цела дуња. Зулкарнейн владееше со цела дуња. И Сулейман алейхиселам. И овој Немруд и уште еден куфар беше. Заборав име. Велат мухаддиси муфасири дека овие 4 владее. Овој беше еден од тие. Кога го викна Ибрахим алейхиселам кога дојде кај него, тој хивар, тој разговор што Аллах џелешану го спомнува во Куран. Кога дојде Немруд кај него, го праша: кој ти, господар, повиквиш да се обожават? Кој е тој? Ибрахим алейхиселам му рече: аллади юхи ва юмит. Тој што дава живот и жава смрт. Рече: ена ухи ва юмит. Рече: ја исто давам живот и смрт, овој крал. Рече: донесите двајца, беа осудени за смрт, двајца. Рече: ова не го убиваме, а другиот беше осуден за смрт, го ослободиме, ова живот и смрт. Ама не ова живот и смрт. Да дај живот е нешто, не живот да направиш живот. Али Ибрахим алейхиселам не се расправаше вака со него. Халас, добро, таков аргумент. Рече: мојот господар прави да излезе сонцето од исток. Направи да излезе ти утре од запад. Халас. Ова е мој господар. Ако си ти господар, ајде утре да има од запад да излезе сонцето. Вели Аллах џелешану: фабухита аллади кафар. И се запрепасти тој што беше кафир. Наведна глата и не знаеше што да прави.
Fabuhita alladhi kafar. Došlo mu neko Israilat, дека станала војна меѓу Немрут и Ибрахим алейхиссалам. Ова е Израилат, како кажат, од тие што не штетат да се кажат. И Аллах Джелешану го уништил на овој Немрут. Ибрахим алейхиссалам излегол сам против него со цела војска. Овој владееше цела Дујна, како кажавме, еден од четворицата во Дујна. И во тој Израилат се вели дека му влегол еден комарец во негова глава и наредил цела војска да го моват по глава со негова папуца. Овој крал во Дујна. И вака го уништи Аллах Джелешану на овој. Ибрахим алейхиссалам излезе од Ирак, замина во Шам, Ардул Мукаддеса, света земја. Кога дојде во ова место, Ибрахим алейхиссалам сретна еден народ што обожаваше звезди. Спомнато во Куран. Сабија, тие што се Сабија, Сабици, Сабија, се велите, нема некој хилаф, масно дека ове Сабија биле овој, во Харран, град Харран. Ој во Шам спада. Тие обожаваат звезди. Ибрахим алейхиссалам со исто дае како што му правеше на што обожава екипови, така му направи даве на што обожава звезди. Кога се снојчи рече ова е мој Господ, за да му докаже на ними звезда една. Со вајдето се разведе, рече не сакам Господар што се крие, што не стане, што не постои. Стедна вечер се појави месечина, рече ова е мој Господар. Аллах Джелешану го опиши тоа во Куран. Кога дојде ден, таа се скри месечина. Рече, не сакам вако Господар. Потоа му рече, направи дава. Рече, обожавате нешто што е махно, што е створено. А не го обожавате некој што заслужи да се обожава, кој што ги створи овие звезди кои ги обожавате вие. И цел тој хивар го имате Ибрахим алейхиссалам во Куран, Аллах Джелешану го опиши како беше тој хивар со ними. После еден период му правеше даве на овие и замина за Миср, за Египет. После ова, Ибрахим алейхиссалам. Кога дојде во Египет, Ибрахим алейхиссалам, во ова место, во ова време владееше еден крал зулумчар голем во Египет. Кога дојде во ова место, тој имаше очи овој крал, многу места имаше пуштено на негови луѓе, тој ги земеше секоја една, лична жена што ќе ја видеше, ја земеше за него. И го убиваше, ако имаше маж, го убиваше нејзиниот маж. И тога ја земеше. Се вели, кога виде Сара, алейхиссалам, и Ибрахим алейхиссалам и Лут, Сара алейхиссалам била една од најубавите жени во Дујна во тоа време. Така дошло од Ефсе. Кога видел овој крал, ја посакал да ја зема за себе. Прво врегол Ибрахим алейхиссалам ке овој крал. Ибрахим алейхиссалам знаел за каква сплетка сакал да прави овој крал. Ибрахим алейхиссалам, кога бил прашан што ти ова жена, рекол ова е моја сестра. Наводници во вера. Ова беше вернишка едина во Дујна. Ибрахим и Лут. Вели тоа второ лажење на Ибрахим алейхиссалам. Второ е. И тоа со кипот трето е. Така се нарешени лажење. Кога излезе надвор и каже на Сара, рече, кога ќе влезеш натра, кажи дека ти си моја сестра. Кога влезе Сара ке овај зулумчар, тој сакаше да ја фати со негова рака. Аллах Джелешану го шлогира. Не можеше да мрдат. Рече, прави доа на твојот Господ да ме ослободи, рече, нема да ти правам зло. Направи доа и спомина тој шлог. Повторно сакаше да ја фати. Повторно Аллах Джелешану го шлогира. Рече, направи доа за Аллах Джелешану да ме ослободи тоа доа. Ќе го ослобода. По втор пат, потоа рече, вие не ми донесавте на мене човек, вие ми донесавте шејтан за Сара. Алейхиссалам. Ти си тој шејтан. Аллах Джелешану е тој кој штитеше на неја, кој те парализира на тебе. Во знак уште на страф од ова што го виде овај крал и рече, земај ова џари, ова слугинка со тебе, рече. Хаджара алейхиссалам. Покасно жена од Ибрахим алейхиссалам, друга е. Му рече, ова земај ова слугинка во знак на законност и да не ми се деси ништо повеќе. Ибрахим алейхиссалам, кога излезе Сара кај овој крал, Ибрахим алейхиссалам беше во намаз.
Pokaže se više na raka što se sluči. Rekao Allah Đelešanu ne spasi od spletkite na ovaj zulumčar. I ги сврти против него сплетките од овој zulumčar. Така Allah Đelešanu го спаси на Ибрахим алейхиссалам и на негова жена Сара од ова сплетка на овој zulumčar. Улема велит, яни аслот верник, рекол пегамбер алейхиссалам, верник мој да биде скаржав, мој да биде скаржав. Халас, мој да биде скаржав, мој да биде скаржав. Мој да биде верник лажго, не. Халас, пегамбер алейхиссалам рекол, немој да биде верник лажго. Снимаш? Ибрахим, Ебу Бекир ради Аллаху ани пегамбер алейхиссалам кој оде во хиджра. Хиджра. Дојде до едни кабилина и му реква, Ебу Бекир го знаеа сите. Ебу Бекир беше стручнак за несеб, за потекло, за фамилиарна веза, сите ги знаеше, сите арапи. Му реква, кој е овај со тебе? Рече, овај, тој што ми го покаже патот на мене. Тој што ми го покаже патот на мене. Халас во хидаја, тој ми го покаже патот на мене во хидаја. Односно, Ебу Бекир беше тој што му покажеше патот на пегамбер алейхиссалам. За хиджра. Али му рече, овај тој што ми го покаже патот мене, халас. Мојам бијам, пегамбер. Ама не смеше да каже кој е, зашто се барат пегамбер алейхиссалам жив или мртв 100 камили за него. А? Пегамбер алейхиссалам во битка на Бедр со Ебу Бекир. И следве, го сретне тој бедеви бедуин, му рекве, ги праша, ти од каде си, му кажа, вие од каде сте? Рече, ние сме од ма, пегамбер алейхиссалам. Ние сме од вода. Рече, место вода. Дали во Ирак, во Шам, во Старик. Сметаше каде во место. Пегамбер алейхиссалам мислеше на куранскиот ајет дека Аллах Джелешану го створи од вода, од една капка вода е. Снимаш? Верник треба да биде мудар. Не треба да биде лажно, лажно не сме да биде верник. Но треба да биде мудар. Снимаш? Не да падне на тие сплетки. Не да падне на тие финти. Никако е. Иншалла, Аллах Джелешану да не разбирање од овие неколку зборови, иншалла продолжуваме следниот пат повторно со кисата на Ибрахим алейхиссалам. Аллах Джелешану да молесни на сите муслимани кои се во Мака во тегова во овие последни моменти на овој месец Рамазан, да не забораваме дуа за сите кои што се во Мака во тегова, наши браќа и наши сестри во овој момент во ова дуња. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.